наоѓаме во детската градинка Калинка во Скопската населба Железара, каде што забележувате детски жагор и прекрасна, убава предпразнична атмосфера. За активностите кои тековно се одржуваат во оваа градинка зборуваме со Билјана Лотеска, дел од воспитувачите во градинката. Здраво, може ли да ни кажете нешто повеќе за вашава градинка? Добар ден. Вие сте денес во една навистина весела атмосфера, а посебно тоа што е предновогодишна атмосфера и секако во градинките е највесело, затоа што секогаш имаме некои активности и она што најмногу го очекуваат сите деца, тоа е доаѓањето на Дедо Мраз. Меѓутоа, оваа година, благодарение на проектот кој што во моментот се реализира, нашата градинка е поврзана заедно со општината Газибаба, во која што се наоѓа, како и овој објект Калинка, кој е дел од детската градинка, еден од 4 објекти на детската градинка Детска радост, и е во соработка со едно здружение за креативна одржливост, Комбо, каде што две млади лица навистина има еден одличен проект, Еко Николци, рециклира и креативно, и сака да го реализира заедно со децата кои што се од нашата градинка, затоа што нели доаѓа сепак и поддржано од нашата општина Газибаба. Така да децата во овие две групи, две големи групи кои што се на возраст од 5 и 6 години, е убаво што навистина беа вклучени и се дел од овој проект, затоа што веќе ја имаат развиено на фина моторика, каде што ќе можат и своите идеи и замисли да ги изразат креативно, и секако токму таков е и овој проект кој што сега се работи и ќе можат тоа навистина со своите изработки и да го покажат. Не се вклучени само воспитувачите од групата и децата, туку ова е еден одличен проект каде што се вклучени и родителите, и тоа е оној триаголник кој што ние навистина го посакуваме, онаа соработка каде што имаме соработка помеѓу родители, деца и воспитувачи и негователи. Во проектот се вклучени учителките Јулијана Божиновска, Билјана Филова, Цветанка Бујчевска и Хајрија Радончич. Сите заедно со нивните две групи на деца успешно ги реализираат своите активности. За самиот тек понатаму ќе ви кажат девојките, меѓутоа сакам да кажам дека убаво е тоа што овој проект ни трае цела година, односно од септември 2024, а својот финална изложба, финален производ ќе го имаат на крајот на мај 2025 година. Зошто се важни проектите за нас? Затоа што најмногу преку работа на некој проект се постигнува целта. Замислете, сега почнуваме од септември, децата точно ќе го успеат да научат и да што оние 3 зелени стрелки како што велиме ние рециклирај, употреби, редизајнирај, точно на нив ќе им влезе во нивните главчиња зошто е тоа така. Меѓутоа ќе развијат и својата еколошка свест, ќе развијат и својата креативност, така да секогаш кога работиме на проекти, тоа е за нас една голема придобивка. Она што е целта секогаш е постигната, што се однесува до децата во градинката. Може ли да ни кажете нешто повеќе за самиот проект што сега во моментов се работеше, како и претходниот проект кој што резултира со оваа прекрасна новогодишна украсена елка што ја гледаме во позадина? Знаете вака, ова е еден целосен проект кој што е поделен во различни делови. Минатата работилница користевме стара хартија, стари дрвца и така натаму за да направиме одредени украси за новогодишната елка. Овој проект е само иницијативен и само финансиран, се со цел да поттикнеме младите да размислуваат кон намалување на отпадот и нели да прираснат во некои еколошки свесни личности кои што понатаму ќе прават добро за планетата Земја. На оваа работилница користевме стар текстил кој што родителите го донираа, за да ги преработиме мечињата кои што ни ги дадоа, и тие мечиња потоа ќе одат во донација за други течиња кои што немаат толку многу.